Здраво, јас сум Дарко, веб девелопер, така, многу долго време. Пробав сабелево да се сетам, викам, од кога почнав прв пат ме платија за професионален девелопмент, беше некаде 2007, ако не се лажам. Пишував Java, од тогаш научив дека има и подобри ствари у живот. Влегов некако веб девелопмент постепено, онака степ бај степ, и whether by chance or choice, претежно на фронтенд работам. Не дека ми е страф од работење бекенд, али работење инфраствари, посебно cloud инфра, онака сериозно ме тера да плачам, онака тешко ми е кога треба да работам AWS инфраструктури. Од прилика Дарко таму седи на стекот. Сакам да девелопирам, сакам да ги разбирам работите и не сакам магија. Александар? Здраво, јас сум Александар, сум алкохоличар. Веќе во последни, да речеме 13 на години се занимавам со software development. Почнав како бекендаш, па на фронтенд, па пак на бекенд, па сега негде измеѓу и најверојатно ќе завршиме на бекенд на крај, ама не се знае. Favorite language JavaScript, зашто да не? Има и други подобри варијанти, не викам не, TypeScript може, да и не мора. Баш ако мора, ќе го користиме, ќе видиме. Али не, како и да е, приказката се врти цело време околу софтверот. Цело време на веб, мобайл и AWS не чепкам толку многу како господинот, ама се трудиме барем нешто да видиме. Се надам дека вечерва ќе биде интересно од прошли пат. Јас ја почнав дискусијата за HTMX, гледам дека нема патличани јајца да не гаѓа некој, така да добро е. И во оставам во добри раце. Здраво, дечки, јас сум Илија. Јас некако малку чудно почнав со програмирање, некаде ако броиме по прв платен проект или нешто такво, некаде 2012 така нешто. Wannabe game developer у тоа време. Тркнав нешто со C++, игри да правам, почнав engine да правам, после тоа се карав с цимерот дали веб ќе работам и бев на тоа ставот никош нема веб да работам. Ама how the turntables. Неколку години после тоа почнав со работа во Kotlin и тука негде Коста ме интродусна на ајде TypeScript да работиме, ајде TypeScript ќе работиме, добро. И директно на TypeScript, на JavaScript. И тука негде ми почна уствари тоа играњето со JavaScript, со TypeScript, со цел тиот свет. Некој втор, трето милен јазик ми е Python, па со тоа се бавтав. Од прилика мислам дека ги имам поминато сите јазици и текст стекови, сакајчи или не сакајчи во поголема мера или помала. Па и со инфраструктура исто се занимавам, тоа ми е као онака. Посебно сега во B42. Да. Може Дарко би рекол малце мазохистички, ама тоа ми е хоби и со физичка инфраструктура, и со AWS, и со Azure, и со тие глупости. Така што кај седам на стекот, немам поима, негде флоутам. И од C++ делот до JavaScript, до фронтенд, бекенд, ламди, не ламди, Kubernetes или Docker или што и да е, не сум правил некоја диференцијација, ама интересно ми е цело време како од се по нешто се менја. Буквално се менја. И од инфраструктура, и од фронтенд, и од бекенд, па сега не треба инфраструктура и за фронтендот, па има многу за муабет. Мене ми е многу интересен концептот, се надевам дека интересно и ќе биде и вас. И стварно мислам дека треба и да се вклучите од публика, било што за знаење, не знам колку некој нешто ќе научи тука, како што рече и Веко. Ама битно е да се направи муабет или нешто да дознаете ново, или да добиете некој мислење од нас, не знам дали би се класифицирал, јас барам како експерт, ама еве, човек што има работено различни работи. У најмала рака маката да си ја кажете, ако нешто ви тежи за веб девелопмент, тука сме. Мене сите ме прашаат дали сум спремен, ама ја не сум спремен, јас само дојдив муабет да си правам. Па така нешто и че тече ова, ве охрабрувам и вас да си правите муабет со нас. Така што толку од мене. Веко поволе. Да, и само да потенцирам, значи, се што ќе слушнете денеска е мислење. Да не го замешате со факт. Јас да честам доста пати тоа мислење ќе биде подкрепено со бајаџи и искуство, ама сепак онака е мислење. Тоа што јас мислам дека е тоа за мене правилно, не значи дека сите мора да мислите дека ванила е најдобар сладолед, јас сум кажал така.
Type vanilla. Значи јас сум Веко, кога почнав ја да работам development, не маше фронтенд и бекенд, го викаме development. Така да од поодамна сум во занаетот, сум вишол доста ствари како дошле си заминале, биле популарни, помалце популарни, наваму натаму. Ама делот што постојано ме фасцинира и што постојано ми е интересен е дата флоуто повеќе. Како податоците од едно место ги префрламе во друго, како ги презентираме на човекот, како тоа што ќе го внесе човекот успеваме ние да направиме податоци, целата таа приказна, како нешто што не постои вистински, ние успеваме да работиме со него. Само една кратка напомена. Должината на овој настан е од прилика 90 на минути, затоа што сите имаме busy schedules. Ке се обидеме да се држиме до тоа и ги замолувам панелистите поблиско да го држат микрофонот до уста за да се регистрира на стрим. Павлина, take it away. Се слушаме? Добро. Ви благодарам што се представивте. Сега да почнеме со фронтенд и бекенд. Како стигнавме до тука? Како толку ниска интерактивност, сега се живо ставаме на фронтенд делот. Кој сака да започне? Причината е во мои очи очигледна, пошто кога почна цела оваа работа, едноставно не беше возможно да имаме таа интерактивност што ја имаме сега. Беше предпоставката дека клиент-сервер архитектура е едноставно најдобра и серверот е колку поглуп, толку подобар. Во меѓувреме се сменаа работите и дури од тоа, да, јас кога почнав со вебот немаше Ajax. Така да ако нешто сакате да направите, морате да одете до серверот и пак назад. И после го памтам делот, каде што на некој во Microsoft му требаше Outlook онлайн и сакаше магично кога ќе добие мејл да му се напише 1. Така да тогаш се измисли концептот на Ajax и еднаш од кога се измисли стана очигледно дека ова е добра ствар, дека сакаме така да го работиме, пошто во меѓувреме клиентите кои ги имавме станаа многу јаки компјутери. Значи не беше веќе 286-ка, 386-ка, ами беше некоја зверка машина, што можеше многу да се користи. И од тогаш сите рекоа сакаме да имаме ние интерактивност, од која видоме дека уствари можеме да имаме интерактивност. Така да делот со интерактивноста нема да се смене, особено сега кога сите имаме нешто што пред известно време ќе се рачунаше за суперкомпјутер во джепот си го носиме. Секој од нас има тука, така да можеме да имаме интерактивност, зашто да ја немаме. И секако тоа што не ни е јасно од денесна гледна точка, можеби дури ни мене, е колку е многу подобар UX-от од поранешното време. Кога сега ќе видиме некој сајт што пред 10 години бил извонреден, сега викаме ова не може да биде користено. Кој би го користел ова? Така да многу подобар е UX-от и тука многу имат во врска фреймворците што ни овозможија лесно да се направиме добар UX. Секако можеме лесно да направиме и лош UX. Немаме недостиг од лоши UX-и. Така да мислам дека тука е главната работа. Можеме да имаме интерактивност, а тоа по самото тоа направи да имаме разлика помеѓу тоа што се извршува кај клиентот и тоа што ние можеме да го извршуваме кај серверот. Па, what he said, ама и дополнително, доста од, телефоните се суперкомпјутери, ама некаде успат, се надам дека доволно близко е микрофонот, некаде успат и браузерите стана многу помоćни. Со самото тоа што добиваме многу поголема моќ на клиентска страна, многу помоćни стана и браузерите и онака инструкцијските сетови, да ги речам на JavaScript и сите API у браузерот што ги имаме. Па и сега уште до ден денеска има тоа нови API кои што се развиваат. Отскоро има File System API во Chrome, има Bluetooth API во Chrome, Web GPU, каде што може директно да има интеракција со USB. USB е лудница. Мислам, тоа е пример нова технологија, ново API кое што уште е неистражено. Доскорото, мислам, до толку многу се отиди се на web development, пошто нели претходно било development, сега е web development, ама тоа уште толку многу се амплифицира со тоа што
Од кога станаат телефоните толку многу добри, почнаа луѓе што да не се замарат уопште со development. Имаш претходно имаше, нели, секој оперативен систем се шипа свој UI, Nokia има нивни, Samsung има нивни, после тоа дојде Android, па дојде iOS. Сите тие и не само тоа, се развија у исто време и различни браузер енџини. WebKit дојде, Chrome дојде со V8, многу брз runtime за JavaScript. Тоа овозможи и да се развијат ваквите комплексни API-а што ги спомнав сега. Пример, цело време до скоро и уште до голема мера, интеракција со USB секогаш одиш со native, C++ или некој било кој јазик кој што е компилиран, кој што се извршува на самиот оперативен систем на клиентот. Сега, ако некој работел Java и знае што е Genie, сочувство. Да, кај ми беше зборот? Зборот ми беше дека се свична на веб девелопмент, сите мобилни апликации, барем голем број од нив моментално се веб апликации. Од Spotify, од Discord, од сите тие најкористени апликации кои што сите се веб апликации. Мислам, мобилните телефони и сите компјутинг девајси станаат толку многу моćни што на девелоперите му стана као се едно што правиме сега. Ако веќе знаеме да рендерираме UI у веб, знаеме да пишеме логика у JavaScript, знаеме да стилизираме ствари со CSS, зошто да измислиме топла вода кога исто може да го рендерираме и на било која платформа. И од тука натаму и веб девелопментот стана се девелопмент, затоа што сега дури и на фриждерите имате JavaScript и веб апликации, така што еве и со Serial и со Bluetooth и со сето тоа некако JavaScript и вебот си преземаа се и се што. За пример, client side или server side, и двете си имаа примени, како што рече Веко, се надевам не задржувам многу, ама почнаме со full postback, со целосни реквести до серверот, па рефрешираја цела страна, па на тоа ставиме Ajax, кај што сега можеме интерактивно да ги менјаме, да ги фечаме податоците и да направиме нешто, со сите нивни имплементации од сите веб фреймворкови тоа време. И тогаш се беше на сервер, па после малку по малку ги мигрираме стварите да одат на настрана од серверот, да одат во некој, да одделиме дата и репрезентација, па после тоа испадна React и сите тие такви фреймворкови, и Angular и сите што беа во тоа време, па решиме дека уствари серверот не ни треба. HTML-от уствари не мора да постои кога ќе отвори юзерот страната, може цело да го магично изгенерираме кога првиот пат ќе отвори. Нели сега имаме моćни убав runtime имаме за JavaScript, имаме брзи компјутери, што че не серверот не се замари, стави го на S3, нека се сервира, нека се го процесира после юзерот или клиентот. И после тоа сванаме чекај, Google не може да индексира страната, што правиме сега? Чекај, треба сега сервер сайд. Океј, сервер сайд правиме и сега оставаме React, чекај на сервер ќе го рендерираме. Па после испадна Next.js и речи, може и статички овоа делумно да го изрендерираме. И сега сме некаде измеѓу. Сега имаме и од скоро имаме сервер компонент за React. Next.js има нивна верзија, сите имат нивна верзија и сега некаде хибрид сме. Ама сега ти треба и бекенд за бекендот и бекенд за фронтендот. Не, ама стално сме били измеѓу. Не се сеќавам да сме имале некоја стабилна ситуација, секој пат било помеѓу нешто и нешто. Да. Ама интересно беше еволуцијата, пошто на кое време имаше кај што стварно не се замараме уопште со сервер сайд рендеринг, не ни треба сервер, ево го стави го на некој CDN, ладири го HTML од JavaScript, CSS не ти ни треба, пошто JavaScript имаме, што че не CSS, ќе го изгенерираме. И така некако стигнаме до тука сега. Па поима немам кај ќе одиме, мислам сега сме со сервер компоненти, може да извршуваме C++ од React, што е многу интересен, онака стейтмент и многу интересен стейт. Дали треба исто прашање? Ама ајде да не должи многу. Александар, што мислиш ти? Јас се враќам во преисторијата. Самиот интернет како почнал с поделување документи. Главната цел да се прикажат потоците на крајниот корисник. Тим Бернерс-Ли тоа го направил да може да ги шеруваат, да дотеке до на друг човек на military base. Сасим супер. И сега и тогашното што било направено било стабилно и релевантно. Што правиме ние? Споделуваме податоци. Сега малце глупи за црно-бели податоци, па ајде да направиме нешто поинтересно. И од кога Веко почнал да програмира, кога се правиле табелите, вебсајтовите со табели, ден денеска теткана у банка ги клика тие табели.
комерцијална банка Како да уште има кажам, памтам кога излези Table Tagот. Така е. Значи, ти со табелите па мерджаш селови, па правиш 300 глупости, за да добиеш некаков си UI. Комерцијална банка уште барат Internet Explorer, па што раскинав со неф ради тоа. Па да. Да? Добро, Да. од 2013 бара Internet Explorer, му реков не. Како и да е, сите тие теткици на крај пак кликаат на тие табели, тие пак функционираат. Многу битната работа е тоа дали ако тетката клика на тие копчиња, дали нешто ќе се изврши ако го нема серверот. Па тука имаме враќање повторно назад дека мора и серверот да постои, па се стануваат девелоперите малце посвесни, викаме добро, чекај, кој што викаат не ни треба на сервер, да кидеме малце појако, доаѓа Angular, па доаѓа React и ред други ствари. Натаму се а зошто доаѓаат? Според мене поентата е Тим Бернерс-Ли направил некој си тип на HTML. И тој HTML функционира ден денеска. Неговата визија била да се направи HTML да биде интуитивен, да биде семантичен, каде што утре ден кога ќе дојдеме на некој си тип на пребарувач и пишеме сакам 10 дена во Грција да поминам на плажа и да бидам на 500 метри од плажата, автоматски да ги добиеме резултатите од сите сајтови што постојат. Со помош на семантиката ќе го добиеме тоа, но луѓето сакат да се клика поише, сака да пука нешто од негде лево десно, да светка, да прави. И маркетерите, да не забораваме со тие попапи што ги прават безвезни, не можеме да ги изгасиме никогаш. Стануваме во моментот кога сакаме нештото да биде многу поинтерактивно, да не биде досадно кликање лево десно. И сваќаме дека доаѓаме до стадиум каде што HTML-от не ни ја брка работата, расипан ни е. Треба да го поправиме, па така доаѓаат фреймворците да го поправат тој HTML, да го поправат и уште го поправаме. Да, ама нешто што има дефинитивна тенденција во последните 3-4 години, се баш тие HTML5+, CSS3+, ствари што би ги кажал, што идат секаде, така да се повеќе од стварите. Исто како што jQuery на времето беше закон, ама денеска jQuery е глупаво да се користи, пошто во JavaScript-от ги има сите ствари што ги има jQuery-то. 70% од вебот користат jQuery со WordPress. Не реков дека не го користат, реков дека не им треба. Сасвим варет. Многу интересно, сам доврзан, многу ми беше интересно што онака рандом скролов нешто и ми испадна за некои ствари, не знам дали Коста ми го каже нешто, немам поим, правим муабет нешто. И сванав ствари дека сега сме во момент и во фактички не е точно, не знам од кога е елементот, ама дека сега има ствари details и summary елемент. Одамна е сигурно, ама знаеш колку сме го користели, јас знаеш колку сум го користел, ич. Иначе, можеби требаше, можеби не требаше, ама на Base 42 страната, тоа што е менито уствари, side мени, горно мени, работи и без JavaScript. Затоа што е detail summary, затоа што е чист HTML. И едина причина зашто има JavaScript таму е за да биде collapsed по дефолт на мобилен, за да не ти биде лукав. Ама, пример, исто така мислам дека има некоја тенденција да луѓе што не ги интересира кои HTML елементи ги имаме, кои опции ги имаме. И сите измислуваат топла вода и со акордиони, овие случаи кај овоа нешто, и со еден тон други елементи. Мислам, од друга страна, да биеме реални и многу од HTML имплементациите во секој браузер се за никаде. Да речеме, еве, Datetime Pickerот, што некој ми го спомна на Discord серверот скорото, дека бил грешка формат. Ѓорѓе. Исто така е уште многу рудиментарен. И многу тешко може да го искористиш. Рудиментарен, ужасен е downrate и онака направете си услуга, не користете native date picker и ови го Да, кажам како човек што обожава веб платформата. Да. Има компоненти што треба да ги игнорирате дека постои. Ама, јас сакав онака личен челендж додека го правиме овој сајтот да користам најмалку JavaScript што може. И сега ако сакаш најмалку JavaScript што може, тоа е тоа. Некои би рекле дека и сакат веб кај што JavaScript и без JavaScript можеш да го навигираш. Ја би рекол дека тие луѓе со среќа. Али Datetime Pickerот. Не, тоа чисто интересно ми беше колку ние уствари имаме заборавено дека HTML стандардот постои, колку го игнорираме и измислуваме топла вода за се и се што. Па HTML 4 искочи пред 97 година може искочен. HTML 5 2011 15 години после тоа.
Да, може. Горе-доле, нема врска. Долго време поминато додека нештото станува стандардизирано и поправено, да нештото изгледа како што треба. И сега имаме повеќе браузери кои што различни компоненти поддржуваат, тагови, се вмешуваат некои неписмени, па прават нивни браузери, па треба за да ги адаптираш работите. Или останува Тичко Експлорер кој што никој не го користи, ама има грото луѓе што стварно го користат, па мора да се адаптираме и на него. И никако не можеме да пуштнеме уште понапред и уште понапред. Не го поминаме тие стадиум, мислам дека сега Интернет Експлорер никаде не шипа. У било кој поддржан оперативен систем, освен може некој у комерцијална банка, Enterprise, Windows XP. Во Јужна Кореја и во Кина се Да. уште има significant usage заради тоа што имаат фактон софтвер направено што работи на одредени верзии на И Explorer. Јужна Африка исто. Жал ми е за сите тие. Кога ти дојде тикет и ти вика дека мора да работи со Explorer, ти викаш Exploder. Не, сменете нешто друго, дајте луѓето, не може. Али како и да е, имаме голема инвазија на мобилни апликации, кои што до порано мораше да знаеш да јава да куцаш или да знаеш Objective-C, не. Silverlight. беше- Како? Silverlight. Silverlight, добро. Или Objective-C, или како и да беше за iOS, не се сеќавам. Swift, така, фала. И доаѓаш до стадиум кај што викаш, па не мора. Можам се на веб да направам, па да го пуштам на мобилна апликација, па нека тера. И од тука веќе потекнуваат некои тие подобрување на фреймворците, а не само на самиот браузер или нативните елементи. Затоа таа поборувачка станува се поголема и поголема. Ако исто така и ја го викам данокот на одржувањето, тој што го креира софтверот, ако он само знае од Objective-C, утре ден да дојдам јас, врска немам Objective-C, не сум работел, треба бараме човек специфично што знае Objective-C. И го наоѓаш човекот и ти вика здраво, јас дојдов и Господ ми се дека дошол. Реално, Да, работа заради која вебот е стварно добар е дека настрана браузери, настрана све, ама добиваме доволно добра, не добиваме извонредна, ама добиваме доволно добра независност од платформата. Така да, еве го, VS Code моментално е најкористен едитор, што е веб апликација. Како го испуштив тоа како пример прегреска, ама тоа е еден од најперформантните JavaScript кодбейсови со многу офлоудинг на C++, али окей, да речеме дека JavaScript. It's not. тие. Буквално го измислија TypeScript за Да. тоа. Microsoft Фер, само мислам дека Visual Studio Code има многу ствари кои што се чист C++, за да биде толку брзо. Добро, ама тоа му е избор после. Добро, да не Соптен. влегуваме во архитектурата на тоа, на специфичната апликација, ама во основа е веб апликација. Си крева сервер и во тој сервер се извршува веб апликација и тоа што ние го гледаме е добар едитор, што голем дел од тука го користат. Исто така имаш со мобилните апликации. Ти треба нешто native, користиш плагин кој што е искуцан нейтивно за таа платформа. Ти дава некој отворен API интерфейс да го користиш. Така и со Visual Studio Code, како и да е. Не, би било подобро кога би било специфично за мојот компјутер правено, ама ќе кошта малце повеќе и ќе треба малце повеќе време и може ќе го нема ако за друг компјутер. Така да тој платформ индепендент моментот е доста битен и е доста голем фактор во самиот развој на вебот. Зошто беше интересен? Пошто, пак јас приказни од ратот да кажам, ама првиот пат кога однесоме баш веб апликација развиена во нешто што Cold Fusion што се викаше, дека од кај клиентите очекуваат дека сега ние на нивните компјутери ќе инсталираме на секој компјутер посебно. И ние кога му кажавме, не, имате Internet Explorer, можете да користите апликацијата, беа као стил, ва? Како то? Тоа ни е за Google и за порњава. Така да сега дојдовме у ситуација дека тоа е дефолтот баш заради тој момент. И настрана сите работи дека можеме вака да го апдейтираме, дека имаме сите тие процеси. Нема App Store. Во исто време, нели, тоа што беше сетом Native Development, еве, ја гледајќи го што викаш ти направено да работи убаво за мојот, да биде направено за мојот компјутер, исто носи еден тон други проблеми што се не знам сега кој од вас користи Linux, ама користи Linux. А користите Linux, мислам дека има 3, 4, 5 различни
UI библиотека, имаш Qt, имаш WX Widgets, има И ги GTK. игнорираш дека постојат и супер си уживаат од кога идеш на веб директива. Ама ако не ги и тоа игнорираш тоа. дека постојат, пример, користиш GTK, куцаш GTK и UI-от ти изгледа на еден начин на GNOME, на друг начин на KDE, на сосема друг начин на некој друго рандом дистро, може и за Windows да го компилираш, што е одлично. И на Windows изгледа сосема пети начин. Па и за Mac, истиот проблем го имаш. Вака, чиста работа, напри си веб апликација, шипа и 1 гига инсталатор, али што ти е гајле, апликацијата изгледа исто. Electron, што Chrome го зимаме, го шипаме цело вакво за обична моја апликација, туду да може да се запишуваш. Топ. Ама, нели, convenience Се факторот е помалци и огромен. помалци ни е фактор тоа. Да. Така да буквално вчера додека бев во ВЦ симнав игра од 1 гигабайт. И да не правим муабет, дека исто сега имате нешто као Tauri, што е Rust фреймворк, кој што прави леверидж на нешто што го шипат сите платформи. Еден WebView, еден shared runtime за рендерирање на HTML и шибе кај сакаш. Буквално кај сакаш шипе го, многу мало installer size, затоа што не го шипаме сега Chrome, користиме native WebView имплементација. Колку толку добро е, арно е, не го апдейтирам јас, цело време би требало да е up to date оперативниот систем, да се надеваме. Ама и за тоа има решение, сакам да кажам, за тие 1 гига има решение. Да, јас сум наред за тек. Добро, Да. почнавме со муабет. Очекувавме од прилика дека вака ќе изгледа некако. Да, кратко. Немам време, добро. Вклучувате се слободно. Да, идејата, ако некој има прашање, сака коментар да даде, слободно кривајте рака и вклучете се, би ценеле. Пред ја да продолжам, дајте му на човекот микрофон. Нема да зборувам за мобилни и десктоп апликации, сакам прво Илија да го прашам како е. Фала брат, топ. Мило ми е, тоа се договоривме Ти да го како си? прашам. Ами имам нешто да спомнам дека зборувавте некои не толку добри работи за HTML. Мислам дека тоа сега што имаме. Кај слушна лошо за HTML, Извини. Мислам дека е лошо што сега се има JS, се е дизајнирал да биде фенси, анимации, да биде, не знам, со јаки бој, кој да влие на нашиот monkey brain за да се викаме ова е cool, сакам да го скролам 7 сати на ден на телефонот. Абе брат, знаеш, свесен си дека сите апликации тоа го прават. Мислам Instagram, TikTok, сите тие апликации и сите маркетинг тактики уствари револвираат околу тоа. Тури го флеши, тури го нека светка вака и тоа е уствари хайлайтот и Затоа attention викам дека е граберот. лошо. Апсолутно. Во ситуација сме кога некош не требало тоа да го имаме, пак го имаме и не знам дали имате забележано на Google Chrome, на мојот мобилен, некош вика Simplify Page ако сакаш. Зошто тоа воопшто постои? И многу е подобро. Така Зошто зван reader mode. забегавме? Да. Забегавме, јас сакам Legit вести да забегавме почитам, со не JavaScript, да ми затоа не е- скока на Не сака само некои тоа. анимации. Не само тоа, сето вие муабет не го спомнаме никаде accessibility, дека има луѓе кои што не гледат, слабо слушат, слабо прават ствари. Едноставно не сите можат да го користат интернетот исто како нас. Така што со шифтањето на се на JavaScript и загубата на HTML-от постигнаме вебот да не биде не само неиндексабилен од Google, него и од скринридерите, да не може едноставно да видиме што има таму, да не може да најдеме која е структурата како што треба, затоа што сите си измислуваме топла вода, нели? И нашиот datetime picker може да биде со некоја многу интересна структура, за да не може да ги најдеш кај се датумите. И уште нешто што мислам дека е лошо, што иако се станува помешно од компјутерска страна, од хардверот, пак сега некој телефон ја стар да имам, супер валиден си, ама не може да рендерира нешто што е ново направено, од кој си некој фреймворк, overbloated што е, оти некој девелопер го мрзело. Сега тоа е лошо епте. Мене најмногу ме живцира на нерви ми погодува кога ќе видам this site doesn't support Firefox, please use Chrome. Друже. Се уште е thing. Не сме Internet Explorer. Се Firefox е тешава добар браузер. активно тоа чудо се уште? Да. Особено, мислам, најчесто затоа што Chrome пушат обично, они се у W3C, нели, они пушат за нови API и генерално сајтовите кои што користат. Да, ама Mozilla е open source проект кој што нема толков да. пуш. Не може Mozilla да ги имплементира технологиите толку брзо колку Chrome. Мада да не се жалам затоа што се што има направено Chrome за вебот е генерално убаво, освен Manifest V3, ама тоа нема да влијам у тоа. И што е монопол, а другото тоа. е Safari некој И 2% AMP е и garbage. Firefox 3%. Како? Зошто AMP е идеја на Chrome. Апсолутно. Ама да, и accessibility го киламе. Го Е па и сечем. Firefox да користиме сите може.
самиот Мада, проект. Firefox од друга други страна, проблеми има во еден самиот куп. HTML има едно чудо ствари, сите тие арија и Така е, такви така е. работи. Така да не би рекол дека е грешката во фреймворците, Не, некаде како ја грешката е користиме. во time to market и такви Да. работи. Пошто да сум си искрен, и јас многу ретко ги ставам тие. Исто. Па, види, Брзање, да. брзање и не грижа за такви работи. Мислам дека тоа е тоа, ама сега реално у последно време барам се испаѓаат, мислам, доста од ако ништо друго, убава работа е што нели, свичнаме ако ништо друго на UI фреймворкови кои што еве, не знам, Material UI, Chakra UI, сите тие различни UI frameworks имплементираат тие работи не ги дават као гратис. Ама Извинете, и тоа е да добро. треба да се Да. грижат за тој accessibility за да може да биде постигнат. Yes. Джабе ние користиме некој дизајн систем пич мајчина а, нема accessibility. Утре ќе го пуштиме за некој кој што нема кој што нели има попреченост и добиваме нула. Што вика Џорџи, убаво изгледа, ама Џабе. не на сите му е функционално. Да. Дали е тоа ради друг браузер, ради тоа што имаш попреченост или заради било што, таквите работи знаат многу да убијат user experience. Пошто UX-от може да оптимизира usability на апликација, може да оптимизира attention grabbing и она, како да кажем, sales, да речем, или маркетинг, dark patterns што ги викат, да. Што не значи дека не функционират. Dark Patterns е Dark Patterns за баш заради тоа што И се супер функционира. супер популарни. Види го Instagram, Facebook, YouTube, било кој од нив. Буквално као да шеташ на пазар и секој пазарџија да те вика вака да те фаќа со Јас јадица. Јас да се те извинувам. пречка на Фати. тоа. Јас се извинувам, пивото е стигнато, кој сака може да си земе тука и ве Така ќе ги молам, скорнеш сите. ако може даре да го слушнеме. Јас се извинувам. Денес. Не, нема гајли, интересно е, како и да е. Оригиналното прашање беше како стасавме докај што стасавме, така? Забравиме малку, отидиме. Да. Да, Сегде отидовме освен малку, таму. само окей, нема врска. Во природни дискусии Како се случува. стасавме? Првата ствар што мислам дека предизвика да стасаме кај што сме сега е тоа што Александар ја начна темава веќе дека HTML и генерално вебот е почнат како документ платформа. Ама ние направивме апликацијска платформа по пат и тоа неминовно значи дека ќе ни треба и нешто што е legit програмски јазик за да функционира тоа, така? HTML by itself doesn't cut it. Е сега, по сплет на околности, кроз jQuery, па Backbone.js, па Angular, па React и чекори навака што сега не ги набројувам. Добро, нокаут е битен историски, Ember беше 2 секунди битен. Мислам, не дека идејата лоша, ама. И стигнавме докај што стигнавме благодарение на моментот дека заборавивме дека некако постојат стандарди. Мислам дека, примерно. Заборавивме дека постојат сервери од кога почна Create React App да функционира како што функционираше. Кога ни текна дека е, слушај, client side routing е све што ни треба и после само ќе шухорнаме на сервер и дури стасувавме во ситуации каде што раутингот го офлодавме на клиент. Каде што на Nginx му даваш директива дека било која рута ја праќа на индекс HTML за да ја резолвира, што е Тоа е уште доста дефолтно, мислам, барам ако тераш чист React, така одиш. Што е многу интересно и многу луѓе не го fucking знаат. insane, она, како да ви кажам, мислам, цената што ја плаќаме Па Само види, да прашам, дали кујнското лавабо го офлоудавме на фронтенд во процесот? натиет, ама. Абе, види, пред тоа да е Атин, као ставањето на дефолтна рута и рерайтинг сето индекс HTML, тураме тараба една и после тоа рутата, што е исто така смешно. Хашот. Да, ама тоа беше првиот симптом во Да. проблемот, па после тоа пушапито за history го ставивме во приказната, за да можеме целото URL history да го препишуваме. Има употреби, не викам дека е како безкорисно, меѓутоа во целата приказна заборавивме дека сервери постојат. Ајде сега секи рендерираме на клиент. Ама добро, знаете, немаат сите i9 процесори, немаат сите Ryzen 9 и такви ствари. Има луѓе што на ARM процесори, но овие чуда работат, така? Овие чуда не се феноменални за рендерирање на многу комплексни client-side ствари. Тестирајте нешто што се, не знам, React без виртуелни табели, што именно 2000 рекорди, видете слайдшоу како изгледа од веб апликација, од прилика. И сега, знаете, наместо да се интегрираме со платформата, благодарение и на бизнис интереси, што не сакам тука да споменам платформи и фреймворкови, подзабегавме малце премногу на клиент. Сега се враќаме назад, као со еден куп нови патерни, неологизми, као BFF и не знам што друго, мислам не сакам да забегам во користење на кратенки,
Меѓутоа пробуваме некои интегрирани решенија што мислам дека се подобри, само пак забораваме дека постојат стандарди. На кратко, таму сум некаде со одговорот за ова. Точно, ма сите тие нови работи што се создаваат, се за да го поправат тој првичен HTML. Да, и Стај му малце JavaScript, добре, после ај уште малце, па ај уште малце, сега само на JavaScript. Да, ама работата е дека едноставно не можеме да одеме побрзо. Значи JavaScript колку е вебот колку да е добар, од друга страна па е тотално статичен. Значи не може да извадиме верзија од Chrome што ќе биде подобра и ќе има еден breaking change. Што ќе биде 100 пати подобра и ќе има еден breaking change. Таа верзија ќе пропадне. Поради тоа што нема да ни работи одреден сајт, нема да ни работи Instagram.com, нема да ни работи LX.com. И во тој момент ќе речат, слушај, оваа верзија не чини, ама е 100 пати побрза. Не може. Значи мораме да одиме инкрементално во така да сите стандарди што се денес прифатени, онака се само прифатени низ тек на време. Едно време, значи да се вратиме пак наназад, онаа table беше дефолтниот елемент со кој што се градеше структура на страна. Така не учел средно. Да. Дивот го смена тоа лека по лека и моментално секој што ќе искористи table за да прикаже нешто што не е табела, ќе го маваме по уши, пошто е погрешно. Не само дивот, различните дисплеј модели, имаш Flexbox, имаш Grid, имаш еден тон други работи и После дојдоа тие. да. CSS веќе И магија. да, ама во исто време и Chrome направи многу работи за што викаш ти breaking change, он направи не брейкна, ама и турија многу работа за како се рендерира уствари сето тоа, како успеа да офлоудат нешто тоа на GPU, Да, нешто тоа, може нешто да тоа на додадиш ново, ама никад не можеш да, смениш го скршиш старото. Да. Значи, од Geosite сајт од 96-та мора и денеска да изгледа како што изгледал тогаш. Друга работа што ја беа спомнал вака, што додека ти изборуваш уствари, ми текна е дека причина зашто не се свичнаме уствари на кај како да кажам на кај малку попрост или таа со Nginx сортирањето и сето тоа. И зашто уствари повише логика шибнаме на фронтендот е затоа што да имаш сервери кои се доволно скалабилни и доволно близо до юзерот и доволно моćни за да ти ја процесират логиката за рендерирање на UI за секој можен юзер, кога имаш милиони юзери, е многу скапа работа. Реално, инфраструктурно е многу скапа работа ако имаш голем скейл. Да речеме И комплицирана, никој И не разбира комплицирана. мултитрединг програмирање. Можеме ние да се правиме, ама тоа на никој не му е јасно. Што сакам да кажам дека ако ја ставиш ти таа цела логика за рендерирање, за фечање на податци и и комуникација пример со база, да, ќе бидеш пример, можеш да го скалираш малце повише, да внесиш еден тон процесирање и за тоа, не само за фечање на дата и процесирање на калкулации или што и да е на бекендот. У тие случаи само секој реквест што ќе ти дојде, да речеме ако имаш милиони юзери, секој реквест ќе оде. Прво, дај ми го HTML-от, тука серверот треба да ги направи сите калкулации што му треба да го изрендерира HTML-от, да му го врати назад. Он треба да знае како да рендерира HTML, да прави еден тон други работи. И тоа е работа што пример за да имаш релативно брза и респонзивна страна, треба да му го дадиш тој респонс најбрзо што може на юзерот, за да не гледа он бела страна, за да не гледа празен пејдж. И сега што правиме ние со оваа ствари што го шифтаме таа цела логика и таа цела обврска на фронтендот, викаме дај ќе го изрендерирам јас ваа колку можам, ќе ставам некој спинер тука, нека се дешава нешто, нека гледа юзерот, па да, скелетонот еве го, па сега почнаме и нели ние блоковите вака што со градиентот што шифта и ќе си почекаме серверот кога заврши. Ама другата работа што е многу битна, еве вака инфраструктурно да ја гледаме, е дека уствари ние сванаме дека уствари се изградија умеѓу време многу CDN, Content Delivery Networks, имаш Akamai, имаш Avasa, имаш Azure, Google, кој ти душа сака, сите имат еден тон сервери секаде у светот. Буквално у комшијата до тебе веројатно има некој CDN нод кој што може да ти го сервира тебе сајтот. Имаме прашање? Да. Едно прашање ако може. Нели Next си има своји проблеми со hydration, глупости и такви ствари. Дали мислите дека, не знам, сигурно сте го разгледале Quick и во која насока се движи? Новиот концепт на resumability, односно шипање на HTML со референци до JS-от у сервер, е нешто што шипа брзо и што шипа минимално, а JS-от е on the fly кога ќе ти треба тука. И мислам дека е нешто многу интересно. Па прашањето ми е дали е нешто у фазон
нешто што ќе пројде или е нешто као React што ќе направи бум за понатака, па што гледаме на сервер, мислам дека ова ќе биде окей. Јас некаде тргнав на кај оваа со објаснувањето на кај дека уствари оваа со CDN-ите, па и Next.js до некоја мера уствари направи бридж на тој гап, затоа што ти дава, еве, да речеме, статички да изрендерираш сајтови, стави го на CDN некаде, дали S3 со CloudFront, и после тоа сервер има го на юзерот, барем иницијалниот стейт. Со hydration имаш проблеми кога сервер сайд стейтот и клиент сайд стейтот имаш мисмеч. Не се исти. Да, и тогаш имаш дупла работа уствари. Ти веќе си го изрендерирал на сервер, у фронтендот имаш баг и не се совпаѓа, те не знае како да продолжи. И сега, кај сакав да стигнам со ова голем рембл, е дека тргнаме, нели, цела логика на сервер да биде да рендерира, после тоа ви имаме и статички, и сега па сме на некаде измеѓу со сервер сайт. Да, имавме еден бекенд кој што е за дата, сега имам уште еден бекенд за фронтендот, и сега треба да го скалираме бекендот кој што не е дата процесинг, или да го измрџаме со бекендот на фронтендот и па да имаме нешто ала MVC и PHP на времето. И пак го имаме проблемот на скалирање. Пак го имаме проблемот на тие иницијалниот рендер, освен ако не е супер дупер оптимизиран кодот на фронтендот со сервер сайд рендеринг, ама пак ние треба некако да го шипаме тој сервер или да му дадеме на юзерот некако пристап брзо и близу до него, пошто јас ти викам, јас дремам на инфраструктура и воа ми личе као проблем. Ми лежа како проблем. Од инфраструктура, ама да, те сваќам. Епа, од иста причина и плачиш за тоа што си интродусуваме проблеми кои што беа претходно релативно ублажени. Ама кори ишото пак се сведува на тоа дека има по стейт постое. 100 пати имаме кажано stateless, ова е stateless, оно е stateless, тоа е stateless. Во било која апликација мораме да имаме state. Значи, таа разделувањето на фронтендот ни овозможи, ај ќе го ставиме стейтот кај клиентите и онда серверите ќе ни се stateless сервери знаеме како да правиме. И знаеме како да ги скалираме. Кој ќе биде управо? Да, но пак треба да ги скалираш. Фронтендот. Да, фронтендот го има стейтот. Серверот е глупав. Али да му одговориме на човекот за QuickJS, пошто од преска чека, пошто и мене ми е near and dear. QuickJS го гледам како техника примарно. Го гледам како, не да речеме како UI framework, resumability не мора да е специфично на QuickJS. Resumability како идеја е апликабилно на се. Многу едноставна идеја, нели? Имаш една virtual machine скрипта што работи на worker и што следи што се случува во домот, така. И му кажува на серверот дека нешто се сменило во домот, серверот процесира докај што може и продолжува да го стрима кодот на клиент за да продолжи со извршување. Идејата е феноменална, ама екосистемот е туга и депресија, мислам, онака, нема ни UI library, буквално, Google UI library во моментов, ќе најде 4 што се во бета, една што пробува да биде порт на Shed CN за UI и као не е ни добра. И фалат ме 3 компоненти. Микрофон на човек. Чисто само да се надоврзам, не знам, многу е тешко да било што да инсталираш на тоа чудо, затоа што едноставно не работи, си има свој екосистем, има нека чудна команда quick add и на тој начин инсталираш пакети. Да. И пробав со Tailwind да си правам моја UI library за quick, ама не знам колку ќе може да се да тера тоа чудо. Така да ќе видиме. Ако си доволно упорен ќе можеш, една од бета верзиите. И ако имаш слободно време. Имаш твоја library за UI. Не е далеку од тоа дека може да биде во користење, ама имам идеја што ја почнав, Бог знае кога ќе се заврши тоа. Не види, работи е добра, вежба е за учење и за сваќање како да ги интегрираш, кога имаш една од работите што сакав да ги спомнам заборев, ние во процесот нели на работа на фронтенд заборавивме дека имаме машини на сервери, дека и тие знаат да испроцесираат по нешто. Quick проблемот што го решава е точно тој. Offload дел таму, продолжи ваму да работиш. И е добар бет за како би правеле во иднина, би рекол, меѓутоа учи го како техника примарно на работа, не како UI library. Мислам дека Quick како UI library, знаеш, може да и грешам, ама мислам дека нема кој знае каква иднина, пошто не гледам дека некој многу инвестира во екосистемот да се разви. Да, и би се сложил тука дека најверојатно на Quick него ќе му го земе лебот, во смисла ќе бидат интегрирани работите кои Quick ги донеси и кои звучат јако во големите лайбрари, така да во React ќе биде компонента да ставиш.
Resumable, не сам. Као што се деси со Mobile сервер provider. компонент. Да. Сервер компонент се ствар од Да, ама Next.js. да сум си искрен, мене не ми е битно онака која лайбрари ако користам, а и кој од кај дошле сигналите тука, дали ги има. Да, види го, тоа е баш чист пример. Еве, испаднаа сигнали, испаднаа сега сите фреймворкови ги имат. Angular ги има, Solid ги има, сите ги имат. Не знам дали React ги нема. да. Ја ти гарантирам дека има. Ја ти гарантирам Има, некој можеш use да го signal направил. инсталираш или Да. можеш да го направиш тривијално, ама го нема као не е со блесинг од стандардот. Да ни кој друг коментар од публика? Дали некој го користел Meteor.js? Да? 2 На секунди. времето. 2 секунди. Пошо На кипол сад. Потеше бе, добро. не, пошо кога сме веќе измеѓу, нели, на фронтенд и бекенд, тоа беше баш измеѓу фронтенд и бекенд, пошо ја кога го пробав не знаев шо каде е, пошо они го измешаа, ама се максимално измешаа. Сето беше. Дефинитивно имав една презентација баш за Meteor.js и во истиот файл има два конзол лога, едниот конзол лог оде на сервер, едниот конзол лог оде на клиент. Значи посбркан фреймворк ја не сум видел. Ти Да, кажам, ама го воведи работеше. идејата баш на сервер сайт компоненти, сервер сайт Да. стварови. Така да Meteor.js славно пропадна, ама идеите што беа добри од него, денеска ги викаме SSR. Веројатно така би било и со Quick. Мислам, дај Боже да успее, пошто е убав ефорт, стварно има и креативни идеи, тоа со иницијално од многу мал И од лоудер, паметни исто многу луѓе брзо. плюс. Мишко Да. Хевери е феноменално паметен Да човек. се живи здрави буркерите, без буркери ништо не правиме. Ама да сум си искрен, I don't really care. Се додека имам доволно добро решение што ми ги задоволува потребите, дали ќе се вика Angular, React, Quick или Solid, не ми е толку бедно. HTMX. Абе, Една да, од те стварите- плаќат тебе за HTMX или? Не. Сигурно? Едно од стварите за кои што би сакал да слушнам ваше мислење е the overall user experience и performance од сегашната итерација на вебот како што ја знаеме. Сакам малце да помалце абстракција туку како за нас како everyday users сегашната итерација на вебот како да кажам влијае во секојдневниот живот и или како влијае на самите девелопери кои создаваат софтверски решенија со овие парадигми што моментално се популарни. Имаше еден твит што го гледав пред 2-3 недели, нешто као Unreal Engine или таква работа и во исто време додека го едитира кодот има live preview. Едноставно на веб неаме такво. Би требало да е поедноставно, ама во било кој фреймворк како правите, откога ќе удрите сейф имате нешто као 15 секунди чекај, јас нешто размишлям, па за да се види тоа на вебот и сме додале 2 точки во лабела. Не. Така да имаме работа на перформанс страна. Вид малку го подобрува тоа. Вид и сите тие работи со начинот на кој што ги хотролот да ствари. Ама мислам дека исто секој сам се измислува како треба хотролот да функционира на веб, пошто сите имат нивна имплементација и сите различно го прават тоа. Ама тука мислам дека прашањето е двострано, едно од developer point of view, друго од user point of view. Моje мислење е дека юзерите ама баш му е гајлен и дали користиме React или користиме Angular или користиме Vue или HTMX или што и да е. Така што малци чепнав на ова прегеска кога трдорев за accessibility и тие работи. Ама мислам дека од юзер перспектива апсолутно не му е гајлен на никој што користиме. Барем не знам дали некој се запрашал пример на Base или два страната со што е правена. Со кастом библиотека за C# што рендерира HTML, ама дали на некој му е гајле, not really. Особено ако не работи, у тие случаи знае некој да се пожара. Али што ми беше поентата? Поентата ми беше дека моментално зависи. Од юзер перспектива зависи, затоа што некои девелопери знаат да направат абјуз на стварите и да намрзе, мислам не некој него сите, и јас и било кој друг, знае да не замрзе и да нашлапаме еден тон глуп код и у React да направиме абјуз на еден тон ствари и да имаме еден тон ререндери и за една глупа операција као промена на state да имаме еден тон CPU usage. И мислам дека тука многу битно е девелоперите да направат убав баланс меѓу што е тоа developer experience, што е тоа user experience и да пазиме малку што правиме, пошто многу лесно може да забегаме.
Ама од user experience е релативно бинарна работата и тоа не треба да го забораваме, дека Мало уфрлување, само се извинувам. Дали всушност пазиме што правиме моментално? Нотри ли? Не. Баш поради тоа, ако му е доволно брза на корисниците апликацијата, тоа е good enough. Пошто разлика од апликација што се отвара за 20 милисекунди и 2 милисекунди, програмерски би било едно чудо работа, едно чудо оптимизирање, а клиентите ќе речат, мени е тоа свеедно. Ако може да не ти платам за оваа побрзото. Така е, па тие сите сакат да работи работата, не само да стоиш, да кликаш Така и да чекаш. Да, па тоа кога ќе стигнеме до good enough моментот, а на добар хардвер релативно лесно се стигнува, дури со тотален абјус и тотално неперформантни кодови, тотално неперформантни алгоритми. Буквално сум видел код каде што за да изваде број на елементи ги зема сите елементи од база и ги броја 1, 2, 3 и така натаму и тоа функционира доволно брзо, пошто има 20 елементи. Лодира за 5 секунди или помалку? Лодира. Да. Спинерот доволно за чекање. Ако продолжи, не, ако продолжи, моментално че е се проблем. дешава. Моментално се дешава. Сега од позади кодот е да се фатиш за глава, ама клиентите викат супер е. Сакам да прашам дали фичер што се додаваат за user experience потекнуваат од users или од developers. Пример, за accessibility. Ние како девелопери треба да се грижиме за тоа, ама до сега, мислам, викаат моите податоци дека има 30% луѓе што бараат, што имаат потреба од accessibility features. Ама ние ќе ги направиме или нема да ги направиме, меѓутоа многу юзери се немаат пожали. Јас искрено не сум слушнал некој да се жали и нема фичер таков. Колку се користат тие? Дали навистина се потребни? Да. Се зависи за каков тип на енд клиент работиш. Пример, утре ден работиш за банка, ако некој има попреченост, како ќе знае колкава му е сметката или како да направи нешто трансакција? Да, ама дали сме слушнали некој да се жали за тоа? Јас не сум слушнал. Кругот на луѓето да го смениш ќе видиш. И не само тоа, дали тие што го правеле испитувањето го правеле на аксесибилен начин. Само за тоа што имаш 30%, не значи дека сите други 70% вистински можели дека не си ги промашил тие луѓе кои што немале начин да одговорат. А пошто ако го правиш да речеме на веб испитувањето без да имаш аксесибилити до тоа, го гледаш проблемот, не можеш да стигнеш уопште да си кажеш дека нешто парадокс има. Ај, кажи, праши. Ушова само. Пример, друг фичер што е многу баран од users, не знам дали е од developers измислен или од users, ама responsibility. Дали ако му се од кај излегло тоа да има еден UI за телефон, друг за веб. Порано сигурно имало само еден и тој изгледал чудно на телефон, ама како юзерите посакале да има нов. Дали тоа било од developers измислено или од users побарано? Во конкретен случај, кога CEO-то на фирмата отиде да презентира на iPad апликацијата. Basically. Од Стив Џобс кај испадна на сцена и речи, ова е многу добар браузер, имаш капацитивен тач и можеш вака да правиш за да зумираш. Ама и од која испадна нели телефони и уреди со помали екрани. Пред тоа многу едноставно, се ти беше она 10-инчен екран и шибај. На кратко, сторите им за accessibility, во практична смисла за accessibility ни е гајле колку што линтерот не кара да ни е гајле најчесто. Не ни текнува, знаеш, ако ти ALI, што се чита ALI тоа стандардот, A11Y, ако го пуштиш да те кара, ќе те кара и ќе ти биде гајле. Иначе верувам дека грото од овде не се ни замараат со таа работа, треба да се замараме повеќе. Еден од проблемите е абстракцијата што имаме, знаеш, затоа што да речеме како луѓе без проблеми со вид, без проблеми со motion, без проблеми со слух, не ги перцепираме тие работи. Мнозинство сме и не ни е гајле. Ама сум имал прилика да работам со луѓе каде што мора со асистив технологии да го користат софтверот што го работиш. И единствен интерфејс со кој што можеш да работиш е глас. И зборуваме за луѓе што се или стари подзаборавени или во рани фази на Алцхаймер. И тука имаш еден куп проблеми што тебе како нормален корисник не би ти ни текнале дека се тука. Муабетот ми е дека
за вистински да почне да ти биде гајле за accessibility, треба малце поблиску да бидеш до корисниците и да почнеш да развиеш емпатија за нивните проблеми, че не ти е гајле. И нема да ти биде гајле најверојатно, зашто за тебе функционира кога го тестираш. И на тоа се сведувам, мислам. Звучи сурово, ама во главно е така. Добро, но сега до друга страна па уште посурово, не сум сигурен колку е тоа работа баш на девелоперскиот тим. И тоа е... Имаш проектен тим кој што ти го бара истото и ти вика нашите 30% клиенти имаат проблем. Таков и таков проблем. Истото како во зграда сега, нова зграда се гради да не ставиш рампа за количка. Таа не е количка само за инвалиди и за бебиња истата таа количка. Но по некој пат се случувало работите да се побарани од тоа кого сакаш да обслужиш за accessibility. А во однос на кој ги бара features, дали се девелопери или се клиенти, па ако ќе видиш дека некој ти се жали цело време, ми треба, сакам вака, сакам да се клика тука, да се клика, да 100 пати ти кажал, па ти идеш контра, ќе ги загубиш луѓето. Најчесто крајните корисници ти кажуваат, супер направивте, да, окей, ама ако ова тука го преместиме вака по интуитивен телефон да можам да го кликнем, одно добиваш кој ти го бара тој фичер. На почеток сите тие фичери се договорени од претходно, ама секој пат има некој што е попаметен и од мене, и од тебе, и од другиве сите, да каже, да, ама ова може болje да го направиме. Малце адендум нова, подепримирачки е можеби дека стварта што треба да ја поместиш, ќе ја поместиш затоа што луѓето у маркетинг ќе ти кажат дека нема доволно conversions. Тоа е за мене лично подепримирачки него мислење на accessibility, ама тоа го правиме се уште. Тоа се за фичер збориме. Accessibility ти вика луѓето наши го користат истово и не може да го користат. Зошто? Затоа што нема како да слушнат, како да видат. Мора да се погрижат за таквите работи. Многу класичен пример за accessibility е кога лодираш податоци од сервер. И сега рачунај, стави еден превез на очи и тебе ти се лодираат ствари, нагло да стигат слика тука, слика ова, ти не си ни свесен дека нештото го чекаш. Ако веќе одиме малце по-дип и кога ќе видиш утре ден телефонот може ќе работиш нешто друго, па сакаш да слушаш тоа до каде е, можеш да го направиш со accessibility. Ако нема, ништо нема да чуеш од истото. Имаме прашања? Здраво, сакам да ве прашам дали според вас е сакам да ве прашам дали според вас е потешко да се направи лош UX или добар UX? Лош. Автоматски се прави. Лош е дефолтот. Дури види, бајасот тука е дека со девелопери разговараш. Мислам за голем дел од нас, present company included, треба да ни забранат со закон да правиме интерфеси без да не надгледува дизајнер. Мислам сериозно. Ке утнеш font size, ке утнеш контраст, ке утнеш тон ствари. Ти ќе го читаш, нема гајле, ќе се снајдеш, а утре кога ќе го пуштиш у продакшн, на ништо нема да личи. Јас имам позната тенденција да ги правам стварите некако четвртасти. Да. Дизајнерски коментар што го имам добиено од енд клиент на презентација е баш тоа, this looks like it was designed by an engineer. Тоа е дистинктен изглед. Ја имам многу многу добра карактеристика, дури кога ќе го имам дизајнот да го утнам. Тоа е исто така многу добра. А исто се чепкам по дизајн што е опасно за било кој друг што ќе го користи тоа чудо. Имаме follow-up, да? Здраво, јас да се вратам на моабетот од преска, имав прашање за новите протоколи што се воведуваат во браузерите, како HTTP2 и веќе Quick HTTP3. Дали тие помагаат или одмагаат на моабетот за замарање или едноставно имаме уште побрз интернет, мултиплексираме податоци, уште помалку ќе се замараме за се? Би требало. Би рекол дека имаме попаметна конекција. Знаеш, пак бендвитот цевката толкава е, така не може да биде поголема, ама начинот на кој што ја користиме е попаметен заради мултиплексирањето и заради како беше out of order streaming, што е во HTTP2 и во Quick, не Quick QWIK, QUIC. Протоколот кој мислам јазици. Ни овозможува ствари што претходно не можевме толку, не знам, паметно да ги правиме. Мислам, можевме, ако станеме онака, не знам, да имплементираме наши ствари во CGI, онака директива, па да правиме некои ствари на клиент после тоа,
Меѓутоа, ова ни дозволува со помош на стандарди да овозможиме ultimately подобро корисничко искуство и со вчитување ствари и со колку брзо ќе добиваат апликации или документи на клиент сайт. Најчесто имаме ситуација каде што грото корисници имаат одличен интернет. Нели? И сега протокот на информација ако касни ради протоколите е друг проблем. Ова ни вика па добро, еве ти бутај све што можеш. И така ги добиваме подобрите работи од истото. А замарањето не е многу големо да се имплементираат. Доволно е само да се каже ова вака ќе тера и сасвим се функционира без проблеми. Датата која што ја примаме у последно време е станата енормна, многу голема. И кога ќе симнеш ти фајлови, ако отвори некој индекс HTML колку е тежок, сваќаме дека ни треба нешто побрзо да ни го пушти истиот индекс HTML. Здраво, ја имам едно многу битно прашање. Дали сега со Wasm конечно ќе дое PHP на фронтенд? It's already there. Не ли беше секогаш на фронтенд? Ја памтам дека сум пишал selective development. Ја памтам пишење на SQL query директно у HTML-от заради PHP, така што мислам глупо е, јасно. Мислам можеш, дали треба? Да. Ама тоа прашање си има точен одговор и тоа е не. Не, да. Абе, ако стигна некој да го имплементира као сервер-сайд компонент кој што уствари инволка PHP и го рендерира таму внатре во React сервер-сайд компонент, тогаш already there технички. Ама overall, прашањето за Wasm ми е многу битно и многу ми е релевантно, ама мислам дека Wasm никад нема да заживее. Озбилно, освен за специализирани работи. Wasm е супер за игра да стартаме во браузер. Ама за да правиме веб апликација во Wasm, во било која од алатките, или има пресложен лайфсайкл, или е ограничена по некоја работа. Значи, обожавам C#, обожавам Blazor, ама едноставно ако треба да правам салам веб апликација, што не е за на демо некаде, ќе биде во JavaScript. Ама и C# и Blazor не се сигурни за WebAssembly. Исто така имаш нели сервер-сайд Blazor и сето тоа. Не знам, нешто спомнавме малку и за интегрирани пристапи како сервер сайт рендеринг, статик сайт рендеринг. Нешто околу тоа повеќе да ни кажете. Па сега спомнам и Blazor, тоа е исто така еден многу интересен начин на рендерирање. Ама на сите опет се сведува на кој ќе го има стейтот и како стейтот ќе биде менаџиран. Каде е вистината? Да. Другото е тривиално, другото е буквално куцање и дизајн. Уште едно само да кажам за WebAssembly. Мене ми е многу криво што јас се извинувам. Многу ме слободно. Кажи си бе. Не знам. И ја многу сакам да пишам C# у браузер, ама да ладирам цел .NET фреймворк, да го се минјам и да го ладирам у WebAssembly е малце... Да постоеше Wasm нешто што ќе беше 5 пати полошо од Wasm во 2010-та, денеска никој не можеше да куца JavaScript. Да. Ама во меѓувреме од тогаш до сега JavaScript е станат веќе јазик во кој што може да се работи. Ептен заграно прашање, Пален. Да. Има некој прашање? Многу интензивно прашање. Уствари тука го има... Се надевам че знам да користам микрофон овај пат. Сакам да ве прашам што мислите за Flutter за веб. Оти тоа basically во Dart го пишуваш. Се компилира во JS. Заеби тоа HTML, дај JL. И ти дава canvas и црта во стој canvas. И тоа е добра работа. Па не знам, прашувам што мислите вие. Оди селектира текст. Оте паме толку време на accessibility. Не може да селектираш текст. Ама види тоа е добро. LinkedIn цел бизнес му е за да не можеш да селектираш текстот. Со crawler. Да, ама истата работа е како со Wasm. Или за бизнисот прашањето. Не, отепаме многу време за accessibility да правиме муабет за сега да ти кажам дека со Flutter accessibility не е проблем. Accessibility нема. Има фичери што ти дава, тоа е добро. Одлично. Ама не се баш од HTML, туку треба тие сам да си го правиш. Не. Со код цел. Не. Пробав еднаш, ја имав несреќата. Ама куле. Ја имав несреќата да го пробам. Има едно library Flutter што ти дозволува да го користиш во Ubuntu.
со тие foundational libraries на Ubuntu. Значи, онака го рекламира као не знам што онака. Next coming of Christ збориме, истиот код ќе работи на Ubuntu Native, ќе работи вамо, ќе работи тамо, со Native UI. Значи, ја поспо рендеринг не сум видел онака збориме, не знаеше паметно да користи хардвер акселерација. И као, верувам дека ситуацијата е сменета, ама ниту компонентите изгледаа native, ниту интеракциите беа native. Ја тоа да го обвинувам малку на Ubuntu, пошто ако има нешто што има проблеми Linux, тоа е графика. Истите проблеми ќе ти ги најдам на било која платформа. Стандардните интеракции на селектирање на текст, на пример, ти гарантирам дека нема да бидат исти во Flutter и native системот како што ти ги дал. Со native UI. Секако, пошто Flutter реимплементира за да се да изгледа така како што он сака, мислам, како платформата на која што ранува. Да, и као Flutter на некоја ниво се бори со платформата на која што компилира. Не е дека Flutter е лоша работа за секоја ствар out there, ама би рекол и веројатно би можел да се расправам дека за 80% од стварите што ги преме не е соодветна едноставно. Ствари Flutter ти е респонсив Flash. Flash не беше респонсив, Flutter е респонсив Flash. Флешот беше цело канвас направен и таму кликаш, правиш чуда, Flutter ти е исто. Само што многу понестет. Да, се и место работите. ActionScript е Dart. Да. Имаме прашање. Па, чисто коментар, оти многу го исхейтавме Flutter наеднаш вака. Така му Flutter си е апликација што има специфичен use case. Ако го користиме за тие use case-ови е извонреден. Јасно, туку сакам да повлечем една паралела, оти го зборевме дека вебот во денешно време збор HTML одличен за да направиме десктоп апликација и дека ние рендаме десктоп компоненти кои што не се десктоп, веб рендаме, зарем не е паралелата иста со Flutter кај што рендаме. Разликата е едното работи, другото не работи. Е така, да. И уште еден коментар. Кога Flutter би направил нешто што би било доволно слично на native experience-от на вебот, би било во ред. Така да не знам, не значи дека овој одговор е точен за секој пат. Ако утре преправат нешто Flutter од корен и наеднаш се работи супер, тогаш окей. Не знам, не сум правил нешто ново Flutter, да бидам искрен, само да чисто сакав да ми изгледа како истата паралела. Ја мислам дека на место е муабетот. Не, види, истиот овој коментар негативен да речеме на ке Flutter адресирам беше дека не изгледа native. Никош нема да изгледа native, ама исто така и вебот не изгледа native и не се однесува native. И да кажам која е причината зашто ми дојде идејата за паралела и зашто ми изгледаше како малку преуранет хейт. Не мислам дека го хейтате Flutter, таман работа, ама неколку минути претходно зборевме дека на никој не му е гајле реално за accessibility. Барем на повеќе. Што не значи дека не е точно, дека не треба да му биде. Не викам дека ама не треба да ни биде. Тоа ми беше целиот муабет уствари. Се сложувам. И првиот аргумент кога дојде Flutter беше ама нема accessibility, разбираш? И се слагам, меѓутоа мислам дека треба да се инвестира во тоа. Мислам дека имат нешто ставено за accessibility, мада да се навратам на тоа што го реков. Не изгледа као native платформата. И вебот не изгледа као native платформата и затоа решиме некаде успат дека нашата апликација не треба да изгледа као native платформата. Spotify исто изгледа секаде, ама не изгледа као Windows, не изгледа као Linux, изгледа као Spotify. Discord исто, VS Code исто. Можеби Flutter е добра платформа што можеби ќе стигне до квалитет на веб, ама верувам дека има потенцијал по тоа што сум го видел. Да сум си искрен, пред 10, 15, 20 години кога работев, ако требаше да предвидувам што ќе се случи во наредните 5 години, секој пат ќе имаше некои работи што сум ги погодил, а некои работи што сум ги изгрешил, ама баш тотално. Така да во овој занат ако имам нешто научено дека е тотално неблагодарно да предвидуваш иднината. Имаше ствари што изгледаат дефинитивно дека се на next best thing и сите за 5 години ќе работиме Ruby on Rails. Не се деси. Ама тоа што го спомна приказка. Ruby on Rails беше едно од поуспешните ствари као Silverlight, Flash. Ама и ти го спомна приказка дека
Quick може би нема да успее, ама стварите што Руби ги направи ги адаптира сите фреймворкови, фронтенд и бекенд. Имаме уште Многу. еден коментар од публика. Специфично концептот на Active Record што го воведи Ruby on Rails, денеска го викаме дефолтен низ сите фреймворци. Да. И тестирање. Не коментар, поише као прашање, значи се вратиме кон темата на стакот. Поише околу React и другите работи, колокација на повеќе код принципи во исти файл. Почнавме нели со CSS и JS, а сега веќе почнуваме со сервер акции во истите фајлови. Ваши мислења за тоа, зашто мислам дека тоа е највише блиску до темата со стакот. Може последен да идам? Ја ќе почнам онака, пошто баш она кога почнував немаше баш таква сепарација, па после помина многу време каде што се трудеме да има сепарација помеѓу стварите и моментално имаме ситуација каде што го имаме Angular на пример како фреймворк што инсистира на комплетна сепарација на работите и што мене ми се свиѓа, и го имаме React што инсистира дека ќе направиме поинаква сепарација по функционалност, ама за рамките на една функционалност сите ствари ќе ги ставиме заедно. Така да мене ми е погрешно тоа, ама не знам дали е тоа моje мислење или е факт. Малце подлабоко прашањето, не само така, туку и веќе користиме бандлери компайлери што вадат делови, го компилираат CSS-от, вадат сервер акции, ги компилираат во посебни бандлови што се извршуваат. Не, за тој дел што се дешава со кодот од кога ќе го напишам, онака секако ми е релевантно. Компайлерот секако дека ќе го смене тој. Ама моментално кога ќе отвориме React компонента, сакале или не сакале, ќе мора да гледаме и CSS и markup и JavaScript во исто место. И уште JS и сите други ствари. Да, евентуално и SQL ќе гледаме внатре, ама с краја да. Има proof of concepts више, кај што ти дозволуваат со онака со fucking string темплети да повикуваш SQL. Next.js ти го дозволува. Значи не сум бил глуп ја на времето со PHP, него тоа било ствари сум видел иднината. Да, за сите што го хејта PHP онака и што сега пишуваат Next.js, well congratulations, пак пишувате PHP, само да ви кажам. Тоа е целиот концепт на сепарација е сосема во ред кога ќе добиеш потреба да ти бидат работите чисти. И ако ти не сакаш да куцаш CSS, зашто би работел во истиот файл? Треба некој друг да работи во друг CSS файл, а не да работите на исти файл. Колаборацијата ќе се прави доста покомплицирана, а треба да е многу попроста. Сепарацијата е за програмерот. Или за програмерскиот тим. Пак на компайлерот му е тотално супер ако во еден файл се му напишеме и му го дадеме и еве ти го. На крају крајава тоа и се дешава. Помалку референци. Може би сме подвоени тука сите умислени, например, дел гледаме дека кога ќе оставиш Tailwind од тука, изолиран ти е само за таа функционалност и лесно ќе го најдеш. Илјадници аргументи. Имаме уште едно прашање од публика. Ама чекај да завршиме само со уште два коментари барем. Вака, на кратко муабетот ми е дека не е колокацијата проблем. Начинот на кој што се прави е проблем, мислам дека затоа што кога React излеза на почеток, имаше некои доста радикално различни идеи. Кроз историјата како поминуваше, тоа имаше еден куп контраверзии, така. Правевме со класи, па решивме дека не чинат, па отидовме на функции, па ајде се ќе правиме на клиент, не да чекај 2018 Ден Абрамов вика дека заборавивме дека сервери постојат. Од сега ќе почнеме и RSS, што ќе се десат за 4 години после тоа збориме. Што више знаеш, има некои работи што мислам дека ги шухорнаат малце премногу и дека начинот на кој што ги прават ме тера да размислувам повеќе него што треба да размислувам. Не сакам кога пишувам компонента да ме боли глава каде ќе се изврши код. Не сакам да ме боли глава што ќе направи бандлерот на крај и не сакам уште дополнително да ме боли глава како ќе заврши онака на еджот, како што сакаат да го викаат, и каде по ѓаволите тоа чудо ќе се извршува и како ќе го дебагирам после. За такви работи зборам дека погрешно ги прават. Инаку колокација како колокација е феноменална идеја. На истото место го ставам као, еве да речеме, заборавајќи на класичната смислена separation of concerns што имаме, една целина на функционалност што ја чуваме во еден файл. Не мора да кликам на други места, тука ми е се, ќе го кликнам, можам да го дебагирам едноставно. Ама е ветер и магла, затоа што ultimately кога ќе заврши на сервер, завршува на 5 различни парчиња и со среќа на дебагирање у продакшн, што секако ќе го правиме ultimately.
Сакате ли да отвориме на многу интересна тема? Прашањето само прво, па после. Може да не го заборавим јоше некој прашање. А умеѓу време, како сакаш да работиш? Да работиш со 2000 линии код во еден файл или сакаш со 300 линии код кој што тебе ти е релевантен? Да, ама обично е 2000 линии во еден файл или 2000 фајлов со по една линија. Functional purity. Да, кој ситничариме. Повели. Даре малце го спомна ова, ама како се осеќаме за server components и дали гледате иднина во тоа и дали мислите Next.js aka Vercel некако бира што ќе биде уиднина за React? Од приеска пробувам да не ги зборам Vercel, ама сега знаеш ова више готово final drop онака муабет, сега ќе ги зборам. Значи сервер компоненти како идеја се феноменална работа. Зошто? Затоа што го интегрираме серверот во стекот како што зборам од приеска. Имаме серверска машина. Барем да речеме пола од рендерот ќе ни го заврши со статичната дата, со секоја ќе стаса тоа на клиент, треба само да ја довршиме работата и ultimately не извршуваме дополнително код што не треба да го извршуваме. Тука сите импликации што веќе ги спомна за state и така натаму. Тоа што Vercel го прави, мислам дека му служи само на Vercel. Тоа за мене лично тоа е као takeaway-от од целата таа приказна со RSS се production ready. Не се production ready затоа што предизвикуваат еден куп ствари што никој не очекува дека ќе ги предизвикуваат. Ден Абрамов пак ќе го спомнам, мислам го обожавам човекот, ама тейковите последниве 2 години не ми се свиѓаат. Иде по конференција и кажува, абе production ready се во Next.js имплементација има, користете. Тикви се production ready. Самиот Next.js тим е онака во complete silence збориме онака што работи на RSS, ни на Twitter коментари ни ништо, се справуваат со Facton of Fires, видете им го issue тракерот слободно. И ако тоа го викаме production ready, мислам дека стварно свртевме погрешно некаде. Ако сте правели апгрейд на Next.js, која беше од 13 на 14 или од 12 на 13? Од 11 на 14. Така. Така, Виетнам онака real ми се дешава и тоа е. Многу убаво. По-одработите не работат production ready. Поише, да. Да, како идеја кој ги префрламе работите на серверот, се враќаме пак на она старото, како порано се извршува работите. И да, добро е до степен каде што фронтендот или кодот на фронтенд треба да си остане глуп. Нема потреба да ги знае информациите дополнително. Исто кој ќе го ставиме тука во дискусија, начин на кој што комуницираат серверот и бекендот и фронтендот, ние сите користиме API повици кои што се REST API-ња, а уствари со JSON комуницираме. Идејата не е да работиме само со JSON. Добрата работа е тоа што, како што кажа Даре, се трга малце компилирањето на HTML-от, како цел ќе биде создаден на серверот, па ние само го свапнуваме. А уствари што прави браузерот? Тоа го прави. Свапнува HTML. Сад има Shadow DOM, таму правиш глупости, не викам не, ама на крај на ден тоа што гледаш е свапнување на HTML. Дури и атагот работи на тој принцип. Кога треба да се направи редирект до сервер, он што прави? Избрише го моменталниот дом, избрише сите HTML елементи, замени ги. Кога ќе ги добиеш ти од сервер, многу полесно ќе биде, не користиш ништо на фронтенд за исто да го isпроцесираш. Само го заменуваш. Уствари, се случува магијата на менувањето. А ако имаш на фронтенд дел што треба да го isпроцесираш, па ти дошле 30.000 линии арей некој таму, па треба да правиш калкулации, ќе ти одземе полце поише време од што треба. И пак се тука твоите спинери да вртат додека ти сватиш што се случува. Затоа тие компоненти кои што ќе ни вратат назад соодветен контент се доста позитивни од оваа гледна точка. Имаме уште едно прашање. Во оваа прилика сакам да го поздравам Александар. Пуштена? Се моли. Океј. Малку и трема ме фаќа, али не ме. Сакам да го поздравам ученушка Александар. Пред малку спомнавте нешто за React, за Angular, со Signal, со стейтови нешто, па господинот со карираната малце ве врати. Ме интересира, во смисла сега, тоест пред 3-4 месеца, Angular
појавија Signals. Дали тоа е некое ново загризување? Ме интересира спрема загризување во смисла, нели, React беше подобар за Стане состојбите. поконкурентен? Да, во таа смисла. Angular? Не мислам дека никој нема да одбере Angular само заради тоа што има Signals. Ама да не забораваме дека Angular некако стана фреймворкот што не е толку кул, ама извонредно моćен и извонредно добро организиран. Batteries included фреймворк е. Ако сакаме, тука најмногу гледам разликата помеѓу Angular и React како двата водечки фреймворци, пошто React и цела остала братија што е React-like. Angular е Batteries included. Кога ставаш Angular, нема ти што да мислиш каков рутер да користиш, каков state management, еве ти ги од старт сите работи можеш да работиш. Ако сакаш да дизајнираш, ама што е звездичка, ако не ти треба 90% од тие работи, ќе си ги носиш. Три шейкинг едно друго, ќе си ги носиш. Ја го гледам поише, мислам, React и Angular го гледам како Express и Nest.js, да речеме, на бекендот, пошто некоја таква слична работа е Batteries included и можеби и лобавото што го спомнаме за технологија на Angular и на Nest.js, пошто имаш што ти душа сака на Nest.js и сите такви фреймворкови. Сега Angular не само што сигнали додаде, Angular смени еден тон работи у последните неколку major верзии, цел рендеринг енджин го смени, тоа траеше неколку major верзии. И една работа што многу ме радува што ја видов е дека претходно, пример, за да bootstrapуваш Angular апликација, ти требаше една голема хиерархија на структури, со модули, со ова, со она. Сега уште малку се приближија до React, со тоа што можеш да bootstrapуваш апликација исто како React, со еден повик до функција, еден компонент и тоа ти е entry point-от. Тука натаму можеш да се разградуваш. Така што си крадат фреймворковите еден од друг, си ги гледат убавите работи, си ги зимат и Angular не е дека не е конкурентен, има еден тон, еден голем екосистем и Angular. Мислам дека тие се. Јас се извинувам, ама ни снемува време. Имаме уште едно прашање и кога мирате ваши предикции за иднина и тоа би било тоа. Може? Треба да го видиме овоа за некои 10. Рековме палекен избрка, да. Да го видиме за 5 години. Конкуренцијата секогаш ќе постои, тој што е подобар ќе проба да пушира напред, сасвим во ред, ама на крај зависи тебе што ти треба. Утре ден не сакаш да го користиш што или не сакаш таков. И сигналите баш беа таква работа, пошто постојат одамна, во Knockout ги користиме по дефолт. Ама некако се подзаборавија во другите фреймворци и наеднаш кога на Solid основа му текнаа ние ќе користиме сигнали, сите рекоа ова е очигледно добра идеја. Постоеше ова, Види, со сигнали стварта е многу едноставна. Без разлика кој ги користи од страна на state management, мене лично најмалце глава ме боли со сигнали. Алтернативите што сум ги користел, има добри, има лоши, ама сигнали, знаеш, го ставаш функциониран, има гале во кој скоп работи, и едноставно работи. И така работи across the board. Не е врзан ниту со контекст во моментот каде што работи, туку е само некоја функција што ти дава моментален стейт. И у ретроспектива изгледа феноменално, ама некако не ни текна дека е добра идеја. Децето уопште не ми е јасно зашо се викат сигнали. Observables. Мислам на никој не му е јасно. Може пак базворд некој ќе стават сега. Да, мислам можеш ти како сакаш да си ги викаш, ама Fun fact, моменталниот стандард што го буткаат во W3C во TC39 за сигнали е basically базиран на observables претходно што беше. Така да ќе ги викаат observables се уште само со друга машина од озгоре, истото ќе биде. Дечки, една мала дигресија тука за accessibility, ако може да се вратиме многу кратко назад. Спомнавте за accessibility дека како девелопери уопште не се замараме за такви работи и сега ако моje размислување, не знам, градиме HTML со JS, има нешто на страна што се вика CSS, правиме separation of concern за стилови, за такви глупости. Јас увидов дека accessibility е исто така separated concern од девелоперите. Па, приметивме со тимот дека има и доста голем пазар кој што треба да се задоволи. Дали мислите дека на браузер можеме да направиме нешто каде што, сега тоа ќе биде многу потешко отколку natively да се куца со accessibility, ама да се задоволат accessibility потребите со помош на, не знам, некоја екстензија
во браузер кој што ќе биде multi-supported на, не знам, да се шипа на Chrome, на Firefox, на такви работи. Не знам колку им се различни апињата, колку би имало разлика, но да речеме ти имаш вебсайт и некој трети има вебсайт, ја ќе направам нешто што ќе ги задоволи вашите потреби, се ќе биде accessible, односно или тоа не е. Сметам дека не може, затоа што пред се accessibility-то ти го објаснува самиот поим. Ако има таму некој section tag со нешто во него листа, ќе прочита листа на тие и тие наслови, да речеме. А уствари тој section tag таму ни представува голема групација од филмови или од било што. Мораш да му објасниш на крајниот корисник дека тоа е баш такво нешто. Замисли го светот каде што браузерот каде што немаш доволна визија што може тоа да значи. И било кој фреймворк ти да направиш, може сега не е тема на разговор за моделиве, за јазициве, но можеш да направиш некој чат GPT кој што ќе ти генерира некој си accessibility, не викам не. Ама тоа на крајот да може да звучи преглупаво, а може да биде добро. Ама сега за сега не би удрил верба во такво нешто. Со други зборови, било супер кога би имале таков магична функционалност во Chrome, например, дека било кој сајт го прави да е accessible, ама моментално не е тоа ситуацијата, така да ако сакаме да ни е сајтот accessible, треба сами да си го направиме. Да, муабетот е дека ELA како стандард постои точно таа причина. Ефортот што како девелопер го вложуваш во тоа ELA тагови да ставиш е маргинален. Тагот го пишуваш anyway, што ти менја онака description да ставиш шорт. Така. Ека, ама не можам, знаеш, ќе ми одземе топтан 15 минути во текот на денот од целиот код што ќе го напишам. Ај тоа, колку пат си ставил alt tag на слика? Се трудам што почесто да ставам. Као не сум Општо, аврид човек колку пати ставил alt tag на слика. Инаку врска со ова, некојаш ставаш. Да. Ако линтерот ми кенка да ставам, ќе ставам. Тоа е. И ако му речам ерор да го третира на билд, ќе го ставам, ќе морам. Уврска со ова, Александар рече спомнал ствари, дека треба буквално ти да погодиш што му значи структурата на овој човек што направил, што има семантиката на страната и да се скршиме темата, AI може ќе помогне со тоа, може нема да помогне со тоа. Веќе пример браузери како Edge го имат во самиот браузер built-in, да од сайдбарот имаш една чат конзола, си пишеш со овој пробува да те сумеризира, ама ако ти као девелопер не ти е доволно јасна структурата или секој збор го ставаш во друг див, пак имаш проблем. И не е нешто што може AI магично да ти го реше, ама да не си ја кршиме темата и да не навлееме таму. Од управата ме предупредија дека треба да имам построг со говорниците, така да само на кратко takeaways. Само на кратко ваши предикции, takeaways во однос на иднината на вебот. Дарко, 1 minute, go. Ја прв добро. Мислам дека за мене барем, окей. Ова е personal take, не е генерален take, ова е мислење на Дарко, земете го како такво. Сакам фреймворкови, сакам лайбрарија што работат со стандардот, не се тепаат со стандардот. Имено, ги сакам Astro и Remix. Ниеднаш не го спомнав Astro, умен бев ме караа дека премногу рекламирам и покрај тоа што носам мајчка, не ме ни плаќаат, се уште. Работат со стандардот. Работат со HTML, работат со JS како што треба да работат, а не измислуваат нивни работи. Не прават, да речеме, не знам, врапери околу Fetch, као што има некои популарни фреймворкови што го прават тоа. Имено мислам дека решение како Astro и како Remix се иднината и треба малце посериозно да ги сватиме и да вложиме повеќе време во нив. Плюс научете ја платформата. Затоа што учење на платформата на која што работите ако Platform of Choice ви е веб е секогаш добра инвестиција. Нема никој да сгреши ако научи како CSS работи од оздолу или зошто одредени тагови работат на начин на кој што ќе работат. Александар? Моето видување е да се сепарираат фронтенд и бекенд. Во кој стил? Фронтендашите се луѓе кои што прават, имплементираат дизајн. И тоа е работата на фронтендашот. Добива дизајн, го имплементира. Во што сака да го имплементира, не е проблем. Бекендот е тука што треба тоа истото да го превземе, стави во компоненти, надогради и ред други ствари. Кога ќе го имаме таа сепарација,
фронтендот повторно ќе не остане доволно глуп за да ги тера работите како што треба. А ако го направиме препаметен фронтендот, ќе имаме тепачка меѓу двете. За прости работи многу логика ќе се троши во браузер за рендерирање. Ќе бидам уште малце пократок. Што сакате може да користите. Се е супер. Се додека ви ја брка работата. Утреден некоја будала ќе треба тоа да го одржава. Размислете на тој начин. Може некој од фреймворците ќе прекине да функционира како што треба, може нови работи ќе сад, па други нема да знаат. Добро да се размисли дека сето тоа што го работиме иде напред, ама и некој друг треба тоа да го размисли да го одржава. Илија? Најкратко кажано, немам појма, малце подолго и не знам дали ќе ми фане една минута, е дека пак немам појма, ама мислам дека на многу места ќе се смене секако работиме, особено за тоа што сега се повише и повише. Ако веќе ни треба, нели, бекенд за фронтендот и треба тоа некако да го скалираме, мислам дека ќе се смени как начин на кој ќе го депојаме тоа. Имаме serverless, имаме Lambda, имаме Cloudflare Workers, имаме Fly.io, имаме еден тон други платформи кои што го менјат. Да, Vercel треба да живее од нешто. И тоа е една работа, од инфраструктура како би се променило. Од други работи еден тон има. Има WebAssembly, има WebGPU, има еден тон нови технологии кои што тек сега се развиват и немаме појма кај ќе одат. Имате надвор од тема, ама AI, имате нов стил на интеракција, имате, нели, Bing ви тера цела работа и прави интеракција со вашите сервиси, иако не е тема, пак е нешто кај што можеби ќе се движи. Од поглед на фронтенд или бекенд, стварно не знам кај би се движело најискрено, па што сите си имат многу интересни проучи, моментално сме некаде измеѓу. Почнаме, нели, до вчера беше React популарно, сега React стави server-side components, тоест Next.js, па сега имаме и Quick и се, и мислам дека некаде некој хибрид ќе испадне. Па и што го спомна дечкото за новите HTTP стандарди, и со Quick и со ова, со она, мислам дека стварно ќе има доста големи промени како вебот ќе функционира. Веко? Тоа е едноставно на кратко самарито и интересната работа за тоа што го работиме е дека појма немаме што ќе се дешава. Да. Како беше да даде Господ да живееш у интересно време. Ама не треба да забораваме дека технологијата што ја користиме моментално е баш она ефемерна. 2010 никој не предвидуваше дека JavaScript ќе биде најкористен јазик на светот. Или дека SQLite ќе биде најкористена база на светот. Така да неблагодарно е да предвидуваме за иднината, ама некој тренд што го гледам особено специфично во веб девелопмент е дека лека по лека бекендот ќе се сепарира. Баш оначе имаме бекенд, што ни е сервисот, што е дата менеджмент, што работи со бази, со такви работи, со интеграција на други API или што све не, а врз него ќе дојде уште еден бекенд што е фронтенд. Да. Што му е задачата да го оркестрира фронтендот или фронтендите, или сервер-сайт рендеринг да праве, или да биде HTMX сервер, или не знам што. Ама некако така дека ќе имаме онака мала сепарација, дека леерот на фронтендот ќе фате мал дел и од серверот. Малце ми е криво што ова е темата што не отворив. Заборавиме HTMX. Да, HTMX го заборавиме и не само тоа, ова го спомнавме ние пат кога отвориме темата, дека што треба да правиме сега прокси за до вистинскиот бекенд, кој што рече HTML. И уште една тема за нареден пат кога ќе се видиме, микрофронтендс. Тоа не го спомнам, да.